Благодарам, господине председавач. Колега Сугаревски, ви благодарам на дискусијата. Јас се согласувам со вас дека овие се суштински амандмани и дека треба по нив да разговараме со аргументи и со факти, и ќе се обидам во мојот одговор на вашата дискусија да бидам целосно аргументиран и да ви окажам она во што јас сум длабоко убеден. Прво, дозволете ми една мала дигресија. Јас знам дека вашата, како да кажам, ахилова пета, најголемата болка е приватизацијата. Тој проблем ќе си го носите доживотно, да знаете. Значи, тоа народот нема никогаш да ви го заборави, бидејќи оставивте последици како да поминало цунами и ден денес се бориме со тие последици. Но не се, нема да зборувам за таа работа, ќе зборувам за други работи. Колку оваа влада и оваа власт од 2006 година им помага на малите и средни предпријатија, колку на странските инвеститори и дали воопшто им помага и дали е тоа доволно. Прво, ваше легитимно право е да поставите еден ваков амандман како што го поднесовте денес за помош на малите и средни предпријатија. Меѓутоа, мислам дека кога го поставувате амандманот, ова е мое убедување, што не мора да го прифатите, кога го поставувате амандманот треба да направите длабока анализа што со тој амандман треба да постигнете и да направите една паралела дали владата на која што го поднесувате амандманот помага на овие мали и средни предпријатија, колку и дали е тоа доволно. Сега јас ќе се обидам да ви укажам исто онака како што министерот ви кажа некои од мерките, ќе се обидам да се надоврзам со други мерки на кој начин владата им помага на малите и средни предпријатија и дали е тоа доволно. Само еден факт и еден аргумент што не треба да го запоставите е следен. Република Македонија. Се согласуваме сите дека над 80%, 90% нејзината економија, нејзината сила, нејзината моќ ја прават токму малите и средни предпријатија. Ако е така, значи најдобриот дел од бруто домашниот производ, од општествениот производ го ствараат токму малите и средни предпријатија. Јас ќе ве прашам само едно прашање. Зошто Република Македонија во континуитет во изминатите години има позитивна стапка на раст на бруто домашниот производ? Кога повеќе од половина од земјите во Европа беа во рецесија, кога не можеа таа фамозна нула да ја надминат, зошто Република Македонија беше во позитивна стапка на раст постојано во годините наназад? И за оваа година 3,5% предвидовме што треба да се реализира, и минатата имавме 3,2% и до година планираме 4% раст на бруто домашниот производ, што во континуитет економски кажано треба да покаже раст на економијата и подобар животен стандард на граѓаните. Зошто, ако малите и средни предпријатија сочинуваат економијата, буквално кажано, иако немаат доволно поддршка во услови кога не функционираше ниту една економија во Европа, ние правевме позитивен раст. Сега зошто ќе ви кажам? Прва работа. Вие ја спорите даночната политика на оваа влада. Не е точно. Народно кажано, парите што државата треба да ги прибере од малите и средни предпријатија, наместо да ги земе кај себе, во влада, во Министерството за финансии ги остава кај стопанствениците. И не можете никогаш да му убедите дека рамната стапка на данок од 10%, која што беше суштински различна од вашата, ако се добро сеќавате, имавте 15%, 18%, 23%, и 10% не е исто. Значи, зафаќањата исто така на приходната страна ви ги читав минатиот пат кога беше општата расправа, беа исти, 66% даночните зафаќања. Така да, добар дел од овие средства ги враќаме назад во стопанството, односно ги оставаме на располагање на стопанствениците да управуваат со тие средства. Дополнително, за сите, значи збориме во стопанството, данокот за реинвестирана добивка е нула, со што им даваме дополнителен мотив да ги развиваат нивните фирми. Дали е тоа доволно или не е доволно, покажува стапката на ново вработени во Република Македонија. Намалена за над 12%. Од над 38,6% сега имаме 26,5%. 7. Дали функционирале предпријатијата или не? Ево ви уште еден показател. Дали функционирале предпријатијата или не? Ви покажува извозот што го правиме, кој што во континуитет се зголемува. Друга работа. Давачките по ослов на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување. Знаете ли колка ви беа во ваше време? 27,6%.
Уствари се извинувам, 32,5%. Знаете ли колкави се денес? 27,6%. Нели е тоа намалување? Нели се тоа средства што им се оставаат на предпријатијата дополнителни за да располагаат со нив? Дополнително со проектот Македонија вработува, во зависност од која категорија на лица ги вработува, за која што кажа и министерот имаме преку 7500 нови вработувања. Дополнително ги ослободуваме категориите на граѓани кои што ги вработуваат да не плаќаат извесен број на години давачки за социјално, пензиско и инвалидско осигурување. Нели е тоа ослободување? Трета работа. Во услови на криза, кога сите земји од соседството и од Европа најлесно им беше данокот на додадена вредност да го подигнат нагоре, со што ќе добиваат дополнителни средства во буџетот, кај нас на исклучително важни стапки се направи намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5%. И само за илустрација заради јавноста, повластена даночна стапка за земјоделска механизација, повластена даночна стапка за бебешки производи, за добиточна храна, за училишен прибор, повластена општа стапка за семенски материјал, за здравствени лекови и така натаму, со што се оставаат дополнителни средства во стопанство. Четврта работа. Во услови на светска економска криза, во услови на европска должничка криза, кога повторно ќе кажам дека сите држави одеа на грбот на стопанството, на малите и средни предпријатија да опстанат, ние во Република Македонија обезбедивме 350 милиони евра, зборам, кои што се искористени, помош за малите и средни предпријатија. Ова е директно вбризгување на средства во општеството и во стопанството. Средства кои што се со исклучително ниска каматна стапка, кои што на некој начин представуваат и позајмица на тие предпријатија за да опстанат и опстанаа. Петта работа. Она што го кажавте, ние значи сега имаме нов проект за 2016 година, со кој што проект предвидуваме активни мерки за вработување. Предвидени се тие мерки да опфатат околу 13.500 лица, од кои што преку 8.700 ќе бидат директно вработени. Издвоени се за овој проект 710 милиони евра. Седма мерка, преку Агенцијата за вработување, во делот на вработување, на само вработување, направени се неколку илјади вработувања преку давање на дополнителни субвенции и грантови на тие лица што сакаат да се вработат. Осма мерка, ова што кажувате со глобите и со таксите и со казните. Сакате да представите пред јавноста дека таксите и глобите биле многу високи. Повторно ќе ви кажам, процентуално зафаќање од вашиот буџет преку 2,3% имате зафаќање во 2005 година по основ на судски такси, глоби, административни такси и така натаму. За сметка на 2015 каде што има 1,13%. И дали е сето тоа точно или не е точно, ќе ви покажам овие графикони, кои што треба да ви бидат доказ за тоа. Ранг на Македонија според Форс за услови за водење на бизнис. Значи не е ова од Крсто Муковски. Ова е реномирана институција. Ако 2007 година бевме на 82-то место, имаме пат од 50 позиции, на 31-во место сме сега. Ова покажува дали функционира стопанството и дали владата е насочена на помош кон стопанството и кон малите и средни предпријатија, бидејќи по дефолт зборуваме ако тие представуваат над 85-90% од стопанството. Ова покажува дали ние ги поддржуваме во нивното функционирање. Друга работа, ранг на Македонија според индексот на економски слободи од Heritage фондација. Ако 2006 бевме на 78 место, на 53 место сме сега. Ова покажува дали Република Македонија и владата помага во растот и развојот на малите и средни предпријатија. Друга работа, doing business. Дали има економски слободи, на кој ранг сме по делот на водење на бизнис. Ако 2006 бевме на 94-то место, сега сме на 30-то место. И уште една работа, за да не ве замарам многу, гледам дека се нервирате. Светскиот економски форум во индексот на глобална конкурентност на нашите предпријатија јасно покажува дека 2007 сме биле на 94-то место, денес сме на 60-то место. Дали ова доволно или не е доволно, тоа е веќе релативна работа.
Ние сакаме да бидеме самокритични и секогаш викаме дека треба повеќе да се направи. Но дали било тоа возможно во вакви услови во кои што Република Македонија функционирала на основ на надворешни шокови, на основ на внатрешни шокови со политичка нестабилност и криза, тоа е веќе дискутабилно прашање и за тоа можеме да зборуваме со денови. Меѓутоа едно е јасно, дека владата на Република Македонија во континуитет се води од правилните, од пазарните принципи на функционирање на македонската економија. Се води од принципот на заштита на конкурентноста, кој што за жал во ваше време беше мисловна именка. Преку 47% имавте сива економија во времето кога владеевте. Затоа не можевте да ја приберите парите во буџетот, не заради нешто друго. И сега вие ми кажувате дека некој некого форсирал, дека мал број на компании се форсирале, дека другите во времето порано работеле равноправно и така натаму. Не е точно, колега Сугарески. Значи, јас со аргументи и со факти ви зборувам. И ја следев вашата, презентација на тој столбот со даночната политика. Дајте, кажете им на граѓаните јасно и гласно. Тие што се сироmaси повторно ќе платат истите даночки. Тие што се богати дополнително ќе ги порезите. Тоа кажете им го на граѓаните, да не манипулираме со нив. Ви благодарам.